Промените се најтешки во природата на човекот. Психолозите велат дека за да бидете среќни во професионалниот живот, неопходно е на секои 7 години работно искуство да ја промените професијата. Ако тоа не го направите, тогаш е најдобро да ја промените компанијата за која работите. Доколку и тоа не ви е прифатливо, тогаш неопходно е да го промените департментот во кој што работите. А најмалку што можете да направите е да на секои 7 години барем го промените дизајнот на канцеларијата во која што работите. Денес во Storytelling имаме гостин кој поприлично се држи до овие правила на професионалната среќа. Да, и денес ќе ти раскажеме една многу интересна приказна, вистинска приказна за амбицијата, за одлучноста, за желбата без граници. Денешната приказна е подмора за сите оние кои што сакаат да гледаат приказни во кои се сонуваат големи соништа. Така е, чест и задоволство е да го представам Дамјан Манчевски во нашиот Storytelling. Добри ден, Дамјан. Добре најдов и благодарам на поканата. Добре ден, Дамјан. Така е, како сте пред се? Добро, и морам да признам, после толку години сега малце и абстиненција од медиуми, а претходно често по медиума ми е прв подкаст. Така да, прво искуство и за мене. Така е, така е. Да, премногу да го представуваме Дамјан, мислам дека нема потреба, познат на широката публика, ама денеска ќе го представиме Дамјан од еден поинаков аспект. Дамјан како бизнисмен, како човек од бизнисот, мада ќе се дотакнеме до сите детали од кариерата на Дамјан, бидејќи има широки познавања, затоа го и почнавме така подкастот го најавивме, да ќе зборуваме доста за промените во животот, како се случуваат тие промени, како се донесуваат одлуки за такви промени, бидејќи Дамјан, мислам дека ти си една особа која што е вистински гостин за такви работи. Постојано во животот имаш некакви скокови промени кои што не се едноставни за психологијата на обичниот човек. А можеби за тебе се едноставни. Сега прв пат го слушнав како, ајде да кажам, некоја теорија од психологијата и испадна дека да, отприлика така. На 7 години правам некои поголеми промени во кариерата. Не бев свесен дека е тоа така, ама ете, испадна дека така, да. Но сепак да тргнеме од почетоците. Ако прашаме кој е Дамјан Манчевски, како би одговорил на тоа прашање? Јас се уште се гледам она што сум најобичен човек од мало и по професија електроинженера. Сега во меѓувреме што се случувало со позициите што сум ги имал и сегашната позиција, тие се нешто што е преодно во животот, што поминува. Денес сте, утре не сте, и се дека тоа ви е јасно во животот и се држите до она што сте од секогаш. Мислам дека и полесно, како што претходно зборевме, ќе ги прифатите промените и полесно ќе се движите низ нив, низ професионалната кариера. Така што, ама не знам, веројатно треба да ги прашате луѓето со кои што цел живот се дружам, се надевам сум останат истиот, ама тие треба да кажат, не е до мене. Так. Дали малиот Дамјан размислува дека ќе има во кариерата такви квантни скокови, ако можам да го искористам тој термин? Мислам дека да. Видите, мислам дека ако не сонуваш за нешто во животот, за некаква голем успех во било која област, нека нема да се случи. Не знам, и спортистите, ако не сонуваат да се успешни на фудбалери, кошаркари или нешто слично, нема да успеат во таа работа. Така да, мислам дека сите подсвесно уште од мали нодзе се амбицираме за нешто. И се надевам дека, не знам, секој млад човек верува во тоа дека ако доволно амбициозен нешто, ако доволно го сака нешто, ако доволно се посвети на нешто, тоа ќе се случи. Едно треба и доста и среќа тука. Не е баш секогаш само со работа и со труд, за жал. Меѓутоа, основна е амбицијата, мислам. Или барем сонот да се направи нешто. Сега немав, не знам, конкретен некој сон, ама да, сакав да сум успешен во бизнис. Да, сега не толку мало, ама кога веќе бев во средно училиште, почнаме да ме интересира и политика и политички ставови и така натака. И да, мислам дека основната појдовна точка за да се успее треба да си има амбиција. Така, но уште од основна школа сега спомна тек во средно дека си осознал можда кој што треба да движиш, но како започна во средното образование, веќе беше нешто стручно, спомна електроинженер дека си.
Како се одлучи баш да биде таа насока? Математика, физика, тоа повеќе те привлекуваше уште во основно или? Да, со тоа што јас добро после учев средно во Корчагин, што беше тогаш природна математичка гимназија, некако веќе натака се насочив, иако до како беше 4-та година на полугодие во средно, мислев дека ги запишувам на археологија. Некако тоа ме влечеше најмногу, а татко ми беше електроинженер, но никогаш не влијаеше на мене, баш имаше оставено на мене, тоа јас што одлучам да бидам да студирам. Никогаш не ми кажа било каква сугестија или слично. Не беа нешто најсрекни, кога им кажував дека ги студирам археологија и мајка ми и татко ми, ама го прифатија некако тоа. Сам ни не знам што се случи, преку ноќ, и памтам дека беше полугодие во 4-та средно, решив дека ќе одам на електро и така тоа почна. А инаку, не знам, бевме некоја генерација во Корчагин, иако природна математичка гимназија, многу мал дел од нас отидоа на технички или природни науки. Доста од мои соученици тогаш отидоа на правен, на економски, на медицински, на кај се не. На електро бевме баш неколку студенти. Ама ете така, тогаш се случи прилично касно, морам да кажам тоа. Но ете, мислам дека направив правилна одлука. А желбата за археологија е поврзана со истражување на историја или на непознато па пронаѓање на некои? Мислам дека и двете. Уште како многу мал, нели, сите не носеа на времето се одеше на одмор или во Црна Гора или во Грција, немаше друго место. Ама ја во Грција кога одевме, ги терав моите ме носат по археолошки локалитети. И сеќавам на стените се печеме у 3 сат попладне нека отворен локалитет, кога сите идеа на плажа, ама обавезно беше да посетиме за време на одморот еден или два археолошки локалитети. Не оти разбирав тогаш што е тоа, може што гледам и дури не одевме со водич, само разгледувавме, така имаше табли читав. Исто и тука и кај нас, иако морам да кажам тоа повеќе носе нешто од школа, на екскурзии и така натака. Ама да, ја сакав историјата и сакав да истражувам. Ме привлекуваше тоа. Добро, рековме Корчагин дека го завршува средното образование, понатака следува факултетот. Сега тука веднаш ја знаеше таа одлука дека таму дефинитивно сакаш да го отпочнеш своето образование, нели универзитетско, или како ја донесе таа одлука, се сеќаваш ли? Да, кажав, тоа беше прилично преку ноќ при крај на средното образование. Ама исто морам да признаам дека не се прославив нешто премногу со студиите на електро. Така постудиозно им пристапив и не беше тоа баш лесен пат. И откога отидов таму, не знам, почна да ме интересираат и разни други работи и потраја студирањето. Меѓутоа бев цврсто решен и таков сум, ако нешто се фатам, дека не го завршам, нема откажување, дури за најосновни работи. И да фатам некоја книга да ја читам, која што ми е досадна, не фаќам друга, не ја оставам, ако треба ќе се мачам 2 месеца, дека не ја прочитам до крај, нема шанс. Така што и со ова, знаев дека ќе ги завршам студиите. Доста мои колеги се откажаа во текот на студирањето, затоа што мислам дека и сега, ама особено тогаш беше прилично строг и тежок факултетот, и особено смерот што го студирав. И се сеќавам на една реченица, со неа не пречекуваа на прв академски час, не знам дали уште го прават, деканот на тогашниот електротехнички факултет, кога дојдовме, не поздрави со добре дојдовте идни економисти, правници, филолози и по некој електроинженер кој што ќе успее и ќе заврши студии кај нас. Испадна дека да, тоа беше стварно така. Доста луѓе во текот на студирањето се откажа и ќе направи извонредни кариери во други области. Ама јас некако не знам, упорен, па останав таму и така го завршив. И пак ќе кажам, мислам дека апсолутно не сгрешив, затоа што таа професија и тогашно и во денешно време ме направи прилично независен од било што некој од општествени текови или што и да се случува. Мислам дека
и особено можеби од денешно време повеќе, обезведува една екзистенција, било да е тоа тука или во странство, тие технички струки се барани, секогаш се на цена и мислам дека ќе се еден добар занет, па сега ќе видиме како ќе го искористиме. Така, и сега го заврши факултетот, па после тоа следуваше некој прво работно искуство или имаше некој искуство и во затек на студиите? Па добро, ја малце затоа и подзаглавив, почнав и тогаш да се подзанимавам со политика. И така тоа беше нешто полупаралелно. Но не, првото вработување ми беше одма после завршување на студиите во Агенцијата за електронски комуникации, кај што исто не издржав многу, колку и да е со оглед на тоа што правев после во животот контрадикторно, не можев да поднесам во администрација ни секунда. Се сеќаваш на првиот работен ден? Првиот не, ама се сеќавам дека бев, значи таму издржав 5-6 месеци, не повеќе. И знам што ми беше работата, требаше да издавам некакви си потврди ли беа, решенија ли беа, не сеќам, со кој што се потврдува дека фреквенцијата на која што зрачат сите уреди што се внесуваат тогаш во Македонија, кои што имаат Bluetooth или Wi-Fi, а не беа многу, се збориме пред кузне години, требаше да потврдам дека навистина зрачат во фреквенцијскиот опсег кој што е согласно регулативата кај нас. И толку. Значи требаше да го проверам тоа и да го издадам решенијата. Мене беше, мислам, добро, ја бев се уште на почеток, учев, нели, почетник, приправник. Во тој момент влегуваш во една државна агенција. Како околината реагира на? Па не, тогаш не знам, сепак е таа стручна агенција каде што барем тогаш, сега не мислам дека е веќе така, поприлично поголемиот дел од вработените беа од струката, беа електроинженери или нешто што. Од твојата лична околина, луѓето околу тебе, дома, другари. Не. Тогаш гледаа како некој добиваш нешто у животот, убава позиција или гледаа дека влегуваш во државна служба? Не беше тогаш така. Ја и баш тоа го зборам на сите. Околината во која што бев и во средно и после на факултет, луѓето воопшто нема амбиција да работат во јавен сектор. Значи ние сонувавме да бидеме, не знам, бизнисмени, професори, адвокати, кошаркари или што и да не, никој немаше амбиција да работи во јавен сектор, тоа беше, не знам, не познавам таков. И затоа ја бев можда една од ретките, тогаш се уште не беше, можеби до толку таква атмосфера дека што после за жал стана. Беше најнормално, ама ја раскажувам приказна секаде, мајка ми особено беше горда што работев таму и она кога ја праша кај работи сини, она кажуваше, така долго траеше, агенција за електронски комуникации. Долго го кажуваше некако така, со посебна гордост го кажуваше. И кога си отидов, само одлучив да си отидам за да почнам собствен бизнис, затоа излегов. Кој ќе ја праша што работи син ти, она викаше ништо. И тоа траеше долго време, мислам. Сега не види дека јас си обезбедувам многу подобра екзистенција, отколку што ваму имав со таа тогаш прилично, морам да кажам, ниска и почетничка плата, па кој ќе ја праша после неколку години што работи, викаше приватно нешто. Така да малце еволуира тука, но тој начин на кој што го кажуваше тоа агенција, тоа никогаш не се повтори. Тогаш мислам дека беше најполна со себе кога ќе ја праша синика работи. Сега тој бизнис кој го отвори после таа агенција, беше бизнис поврзан со стругата, со како дојде на идеја за таков бизнис? Како и многу работи во животот, и особено во бизнисот, се е некоја случајност. И ова е многу случајна приказна. Татко ми имаше здравствени проблеми, мораше да оди на операција во Солун, која што тогаш не се изведуваше во Македонија. И јас со него отидов и таму седев некои 3 недели. Додека бев таму, буквално сосема случајно се запознав со луѓе кои што им треба бизнис партнери од Македонија, кои што сакаа да работиме заедно. Да, беше во областа на тогаш некои работевме со софтвери за автоматика и слично, да, беше во нашата област. И не знам, прилично брзо, тоа откако прв пат се сретнав, мислам дека во рок од 3 месеци веќе го започнав тоа, напуштив агенцијата и така натака. Беше прилично голем
ризик, затоа што да бидем искрен, беше борба, беше мачно првите години, нормално, но и она што го, не знам, велам на сите е дека не сме, не знам, ако сакате да успеете во бизнисот генерално во Македонија, не можете само натре да работите. И мислам дека и затоа тогаш некако обстанавме, успеавме, работевме надвор за претежно клиенти во околинава, имаше нешто тука, ама многу малку работевме во Македонија. И мислам дека тоа не одржа и после не и успеавме заради тоа. Сепак тоа беше мала бизнис, мала фирма, ама за почеток, за некој што само што се вика почнал во некоја кариера, ме научи на многу работи, морам да бидам искрен. Од такви мали фирми многу работи сам мораш да правиш, нема тука многу помош и така натака, и за многу работи ме научи тоа, и тој некој собствен бизнис. После дека работев и за други фирми, ама тој беше некој почеток, да кажем. Паралелно со таа работа се развива и тој афинитет према политика, према нешто што е општествено одговорно. Не, ја со политика, дај да кажам, се заразив уште во средно. Како еден млад човек доаѓа во допир со политика? Не, ја почнав затоа што, не знам, идеолошки нешто, млад комуњар и така натака, Че Гевара и такви идеологии. И додека бев на студии, тогаш повеќе, да кажам, бев таму активен. Не, после малце се тргнав. И баш во овој период кога збориме дека се активирав на ова поле малце професионално и слично, не бев активен таму, не бев нешто инволвиран. Но подоцна, што знам, со текот на околностите, со се она што се случуваше кај нас, некако сакав да сменам нешто, да направам нешто. И кога ви се пружи таква шанса, кога се фатите и норото, после веќе, да, ако веќе сте се кандидирале за нешто, треба да и веројатно оставите нешто. И да, кога се свртите позади себе, да кажете ова сум го направил или... И така се случи тоа, но морав, за среќа или за жал, ама и мислам дека тоа е честно, во тој момент кога решив да се префрлам во политика, го оставив. И оставив другата кариера и се префрлив целосно, да кажам, вам. Така што... Фирмата се затвора во тој момент? Па не, од мама, после некој време веќе не. Но јас се тргнав целосно. Лесна е таа одлука у главата кога ќе градиш некоја своја фирма. Веќе функционира таа фирма на некој начин. Не, многу е тешка одлука и таа одлука беше тешка и после одлуката беше тешка да се напушти преку ноќ што се вика. Ќе дојдеме до таа одлука, да? Прво ме интересира како тогаш си бил доста млад. Не, голем ризик. Помагаат луѓе околу тебе со совети, со... Никој не може да се стави во таа ситуација. Но беше голем ризик, сега не збориме дека ова нешто беше многу давно, збориме за 2000, не знам, која беше 14-15. Тогаш фактички решив да се префрлам целосно. 15, мора 16, така нешто беше. Од денеше нагол може таа кариера е успешна, ама во тој момент ти не знаеш дали ќе биде успешна. Да, беше голем ризик, ама во животот не може да се успее без ризик. А ако седиме во комфортна зона, тука ќе сме кај што сме и толку. Не треба да бараме нешто да ни се случи. Никој нема да дојде и рече еве ти го тере. Сум на крајот на денот пак се враќаме на што го зборевме на почеток. Мора да имаш амбиција да сакаш да направиш нешто. Колку да изгледа невозможно, дури сон да е. И сон да е. Ако си има сон, ќе те вози да нешто направиш. После ќе се соочиш може со реалноста дека е невозможно, дека дел е возможно, дека и така натака, но треба да се убедиш во нешто дека сакаш и можеш да го направиш. Ако не си убеден во тоа и не треба да се сомневаш. Кога се донесе одлуката, толку. Не треба да се приспитуваш. Не знам, бар тоа ми е мене правило во животот. Океј, додека се носи одлуката, ги земаме сите аспекти во предвид, сите аргументи, се што може да влие на тоа и така натака. Ама кога се донесе одлуката, сомнеш во тоа, нема. Се вози напред и до крај. Така да генерално тоа ми е правило во животот. Ти се даваш секогаш целосно во тоа што го правиш. Нема половично, ај сега ќе калкулирам, ќе играм, ќе не знам,
Или идеме, или не идеме се, тоа е тоа. И сега спомнавме првиот работен ден, како си се чувствувал нели во овој бизнис сектор и претходно во првото работно искуство, но како политичар, како е да се отиде да се влезе и најнаш знаеш дека веќе е ова некој како нов свет, ако може да го наречеме, да оставам на тебе. Се губи приватноста кој ќе се влезе. Се губи, не постои. Каква приватност? А свесен е млад човек пред тоа дека ќе изгуби таа приватност. Па и колку е тоа? Добро, ја не бев нешто и толку млад, ама си свесен, ама не толку. Не толку. Наставно ти не постоиш. Како човек, како личност, како приватно битие, не постоиш. Наставно те нема повеќе. Ти скрос нешто друго. Или имаше некаква мисија, мислам, ево, лична, која веќе нели преземаш таков чекор, си поставаш некаква мисија, имаш визија за себе, па тоа го така ги донесуваш одлуките или? Па да, се добро. Конкретно се никогаш немав не знам конкретна амбиција да го водам министерството што го водев, немам појма. Ама да, беше пак во мојот сектор, во струка. Се зборам за информатичко општество, за администрацијата е друга работа, ама влегов во борба и со тоа. Не баш славно заврши делот со администрацијата, ама во овој другиот дел мислам дека направивме некои работи. Но не знам, нормално на почетокот е чудно затоа што стварно е непозната. Ја сега зборев претходно, ја избегав од таа администрација, цел живот бегав. На крај завршив да им бидам министер. Некоја судбина те тера. Да, ја самиот себе си бев малку имав проблем. И сега првиот ден каков е? Првиот ден, првите 3 месеци, значи било кој што ќе дојде не знае, нема појма кај е, што се најде. Кафе не знаеш кај треба да си свариш, па не па друго. Не па и дека нешто. Океј, јас сепак морам да признам дека министерството што го водев имаше доста добар процес на примопредавање, на некаков си континуитет во работите. Има места кај што за жал тоа не е така. Овде морам да признам дека покоректно беше. И не би беше толку страшно тешко, да кажам. За разлика од други колеги тогаш поголеми проблеми има. Но да, ако не се соочите, се влегувате со некои големи планови, визии и така натака, ама после се соочувате со реалноста. Значи, системот е поставен така како што е кај нас пред 30 години, не знам, 40. И сега сите сакаме да смениме нешто, одиме таму и викаме од утре вага, ама не оди тоа така. За жал процеси се со луѓе се работи. Ние кога ја бев тој што критикува и администрација и се, ама тоа се луѓето, значи. Тоа сме ние, тоа се сите граѓани, тоа се нашите пријатели, тоа се нашите комшии. Тоа е слика на тоа што сме. Као главен лидер на едно министерство. Влегуваш со некаква идеја дека сега ќе ги промениш работите, едноставно ќе се случат некои големи промени, ќе се подобрат работите ќе. Да, секогаш е тоа така, но исто така и треба, знаете кај е најголемиот проблем? Треба да ги мотивирате луѓето. Тие што работат. Каков тип на луѓе се судираш кои ќе влезеш во? Секакви има. Има луѓе кои што се разочарани, таму се пробале нешто да направат, не успеале и сега се разочарани. Има луѓе кои што се рамнодушни. В смисла, доаѓа на работа, се завршува работата, зема плата и си оди, не толку. Има луѓе кои што имаат амбиција, кои што сакаат нешто да направат така. Како и да е, вие мора да ги мотивирате. Многу е тешко, особено во таму во јавен сектор, кој што не постојат некои големи механизми. Еви се во приватен сектор, не сум поборник на менаџирање или на управување со репресија. Значи, одењето по канцеларии, викање, дерење, казни и така, санкционирање, не го даваат соодветниот ефект. Значи, да, ќе го подобри, ќе ги почитува правилата. Ама вас ви треба луѓето се мотивирани да прават екстра и од тоа што му е максимумот. И се тука треба да го најдете вистинскиот разговор, секој човек е различно, не е тоа исто. Со некој треба и не треба се разговара, самите нешто веруваат и трчаат. Со некој треба многу повеќе. Ама за да го дае максимумот од себе,
Со секој треба да се посвети време, со секој треба да се разговара, секој треба да се мотивира. Инаку, па ќе кажам, ќе си рамнодушни и тоа што ќе го дава. Така што има секакви случаи, но не ја гледам разликата помеѓу приватен и јавен сектор. Секаде најголем дел од работата се сведува на пола од луѓето. Па и не помалце може да кажам, кои што ја најголем терет носат од работата. И тоа е можеби природно така. И секаде имате и во секоја организација луѓе што се лидери и луѓе кои што едноставно ја работат и сосема, и тоа е коректно и во ред. Немаат едноставно поголема амбиција. И сега треба да ги најдете тие лидери, особено е тешко, мислам потешко на луѓето што се во јавен сектор, се од денешен аспект тоа го гледам. Во приватен сектор се многу почисти тие ситуации. Тоа го знам и претходно и сега и е многу полесно да се менаџира. Значи во едно министерство поважно е да се има лидерски вештини или менаџерски вештини? Како тоа го гледате од денешна нагласа? Магионичарско стапче. Треба да се има. Нема вистински рецепт. Сегде е различно, мислам. Други се правилата во јавен сектор, друго е во приватен. И почисти се, кажам, правилата во приватен сектор. Во јавниот се од голем број, мислам, на злоупотреби децени назад, толку многу се набилдани некои правила што не остават флексибилност дури ни во делот на менаџирањето, ни во делот на мотивација, ни во дел на казнување. Столку некои комплицирани, долго траат процедури без ефект на крај да демотивираат да уопште почнуваат со таква работа. И во приватен сектор е тоа многу почисто. Работиш или не работиш, тоа е тоа. И за тоа имаш одетна награда или консеквенца. И лесно се видливи резултатите. А кога се менаџира, еве пример, знаете сега како се менаџира бизнис. Ако да направиме на компарација измеѓу менаџирањето на бизнисот и менаџирањето на министерството, пример. Тоа е некој сличен концепт? Министер е како дечко за се. Со се занимаваш. И мислам буквално и тоа што вие работите, тоа што не вие работите. Наставно, за жал, општеството е така навикнато и мала земја сме дека сите го бараат министерот или тој што е за било што. Друго е овде. Чи овде се фокусирате на тоа што ви работа, имате конкретни цели, компанијата има цели, тие треба да се постигнат, се мерливо е, видливо е, кај нас во компанијата имаме и прилично и едноставен, но и фер и чист систем и транспарентен систем на мерливост на постигнатите резултати во работата. За сите и за вработените. И се прават годишни оценувања, се прават и полугодишни оценувања, што влијаат и на бенефитите од работењето. И веројатно и наградите во приватниот сектор се поголеми него. Така е, неспоредливо, но и многу е некако, не знам, полесно мерливо. Подиректно е. И од тој аспект затоа велам многу е полесно се работи вака. Да, целите се секогаш амбициозни, да, тие не едноставно се исполнат, да, затоа треба многу работа, ама и се знае дека ако се вложи труд, работа, се посвети време, енергија, ако се постигне резултати, затоа секако ќе има соодветна сатисфакција и награда, но и ако не се постигне тоа, не значи ќе има консеквенции, но треба да се знае и се востановува дека тоа е така и викаме добро, следната година треба да се подобриме. И си ги постуваме целите за следната година. Ние сме баш сега во тој процес кај нас во февруари во фирмата, тој процес на да кажам себерефлексии и многу е битен, затоа што гледам дека и кај не знам, некои од вработените може да добијат лоша оценка. Во ред, ништо страшно. Но ги гледам дека, мислам, во првиот момент го сваќаат страшно, ама веднаш гледаме подобрување следната година, затоа што тоа име првичната реакција е дали негодување или негирање. А веќе кога поминат само малце време, не знам, 2-3 недели, веќе го прифаќаат, гледат и дека добри не е крајот на светот, крајот на чудовиште. Значи, окей, работиме, и ја некоја година не ги исполнувам целите што тоа се случува. И се подобруваат следната година, следниот период. Стварно гледам дека позитивно
влијае тоа, не делува демотивирачки, кој напротив мотивирачки. Но имате и обратен случај. Ако некој па во континуитет остварува извонредни, да кажем, резултати, затоа нон-стоп добива награда, влегува некоја комфортна зона и после се опушта и дека малце имаме некојаш пат на ајде да кажем продуктивност, ама и тоа е нормално. Не може цело време сите да сме на најдобро ниво и така натака. Така што сосема различни концепти се овде многу по чисто, по фер и по мотивирачки за самите вработени. Дамјан, кога сме кај политичката кариера, јас само неколку луѓе знам кои што доброволно излегли од политика. Али, она што ми е уште поинтересно, тие неколку луѓе што ги знам углавном излегуваат од политика кога нивната политичка опција ќе тргне надолу или нивната кариера во политиката ќе тргне надолу, па излегуваат. Твојот случај е многу специфичен дека ти одлучуваш да излезеш од политиката кога твојата политичка опција е на врвот, твојата кариера можеби и не е на врвот, уште се очекува да расте, да оди погоре, а ти донесош одлука, види, ја ќе си одам од таа кариера и ќе влезам сега во нова кариера која пак носи неизвестности. Никој не може да ти гарантира дека ќе бидеш успешен таму. Како се носат сега тие одлуки? Сам ги носиш, луѓето како реагираат околу тебе, се разговара дома, имаш семејство, имаш родители, имаш другари, пријатели. Како тече тој процес во главата на еден човек? Прво што ми беше јасно кога влегов во политика е дека никогаш нема да зависам во животот од политиката. Че тоа имаше правило број 1. За среќа, професијата што имам и што се помачив малце поише на факултет, ми го даде тој комодитет. Да бидам сигурен дека не треба да зависам, дека не зависам од политика. Дека што и да се случи, утредента јас работа ќе најдам. И секогаш знаев, и си го имав тоа сам себе зацртано, дека ќе заврши еден ден. Таа приказна ден ќе заврши. На овој или оној начин ќе заврши. Сега да, вие сте управо, обично завршува со некој пораз со нешто. Но сега пак ќе се вратам на струката. Струката па е таква да е многу динамична и многу променлива во денешно време. Во нашата струка, ако не ги следиш технологиите или не го работиш тоа секојдневно малку релативно подолг временски период, веќе сте неупотребливи. И јас реално не планирав да во тој момент ја напуштам политиката, но добив понуда од компанијата за која што се работам. Што ми изненади понудата дури. Затоа што не барав јас, не знам, излез. Меѓутоа, веднаш и ова ми беше аргументацијата дека окей, сега се уште ме бараат за 4 години или X или помалку или поише без разлика, може никој нема да ме бара. Ја имав среќа дека министерството што го водев беше во таа област, ја следев технологијата. Не хендзон, ама пак го текнав. Ако проложев некоја друга позиција што не е таму, а натака идеше работата, се сомневав дека ќе сум во струката употреблив после толку некое долго време. И тоа беше првиот мотив. Второто е пак оно што го кажав. Видов самиот себе, што сега се видов огледало, да негам добро, збориш цел живот, нема да завршиш, нема да сум политичар цел живот, толку. Ајде, еве шансата да го направиш тоа, затоа што веќе чувствував опасност дека можам да завергулам таму, да останам, што се вика, полого време. Тешка беше, поприлично тешка беше одлуката. Да, зборев и се консултирав со не во широк круг, со многу мал број на луѓе. И се, не знам, половични беа реакциите од дали си нормален до не знам, може на се не беше тоа клучно. Со неколку луѓе се консултирав, ама пар луѓе, меѓу кои што и татко ми тогаш ми рече, добро, оди, кога ти никогаш не си се плашил најпреш као што зборевме некоја голема промена, оди, види, ќе пробаш, ако не бе, ќе работиш нешто друго, што е страшно. И тука мислам дека кликнав дека ајде, време е, доста е.
Тоа е окей, али кога си министер, имаш една комфортна зона. Сега, ја не ги знам толку тие моменти, ама имаш кола, имаш возач, можда некакво обезбедување. Самиот рече, луѓето ти се јавуваат, мислат дека министерот има некаква моќ да им помогне. Значи, покажуваат една почит. Па да, ама за мене се ова што кажавте е проблем, не е бенефит. Да. Колата и шоферот се обврска, не се бенефиција, пошто се не знаеш дали он пази на тебе или ти пазиш него, за да се треба да се договараш, да се јава да те пази. Значи не е кеф ја тоа, обезбедување никош што немал, ниту ги имам. Не знам, не го сакам ја тоа. А од аспекти на, пак и се вратам на, го имав комфорот на мојата професија. Јас заработував повеќе пред станам министер, отколку што станав министер. Мојата министерска плата беше пониска од таа што си ја заработував претходно. Значи дома буџетот не беше скратен кога станав. Така да бенефитите не нешто многу ги видов. На финансиски мислиш? Да. Али Дамјан сега, ние сме тука некаде генерацијски сега. Не знам како ти си функционирал, али просечен граѓанин кој ќе го прашаш и кој речеш дека види у бизнис се заработува повеќе него у политика, па нема туку така да прифата таа информација. Има, сакам да кажам, во бизнисот сега си водиш одреден бизнис и веројатно примањата зависат од твојот вложен труд, постигнати резултати и се големи. Ама и во политика имаш прилика да си ги заработиш пари. Ама приликата е криминална. Тоа не навлегува. Значи, ако влегувате во политика за да заработите пари, ви јавно кажувате дека сакате да правите криминал. Што платата се знае колкава е. И сите лесно ја се види Така е. кој што прави. Не во политика. И на факултет. На било која јавна функција. Имате приходи, јавно се објавени, се знаат, особено во денешно време за министрите се знае кафето кој го плаќа, што се вика. И го имате вашиот животен стил и стандард. И сега се гледа тоа, не е... Платата како плата, тогаш, сега нешто се зголеми колку што знам, не беше за мене атрактивна. За да останам таму, не знам. Некој да ми рече сега, ај брате, си нема шанса. Ма и тогаш јас велам, значи, платите тогаш беа. Се зборам, пазите на министер, камоли за подолните позиции. Пониска отколку на еден просечен, ќе кажам, електроинженер или програмер. И тогаш беа тие плати повисоки отколку овие. Така што од тој аспект не гледав дури никакви бенефити, а ги имате сите овие јавувања, да луѓето очекуваат. И да, такво е очекувањето, таков е впечатокот на луѓето. Чим си ти таму, ти готово, си успел. Што си успел? Дури и на банални некои работи со неколку колеги, тоа го зборевме. Ке седнеш со луѓе кои што не толку ги знаеш, идеш низ државата, шеташ се ипак. Ке седнеш да се напиеш кафе со нив. И сега министр си, никој не се фаќа за џеб, ти треба. Тука сите, ајде. Имаш исклучоци нормално, не секогаш е тоа така, ама генерално луѓето тоа така гледаат. Ти доеш дома, кај е плата, се види. Бевме ваму, бевме таму. Така али добро, ти одлучуваш да ја пуштиш политиката, али дали тебе политиката те пушти лесно? Ме пушти. Мислам дека и све од тебе зависи. Ако сакаш уште да се занимаваш со тоа, се плеткаш, ама не знам, кога ќе кажам нешто, пак ќе кажам, мислам, стварно пресекувам со тој, така е. И беше честно и коректно тоа го направам, и компанијата во која што работам го бараше тоа од мене, и тоа се обврзав спрема нив на таква работа и апсолутно во ниеден момент не ќе тоа да го прекршам. Но и не знам, како што не ќе некој па многу мене ми кажува што претходно биле да објаснува како што, така и јас се чувствував неудобно се додам и да им кажем вака треба да направите, така да направите. Или ја вака мислам, така мислам. Што сум мислел, сум можел да направам, што сум направил, што не сум направил, не сум направил, толку е. Затоа сум се тргнал, затоа други кои што треба направат повеќе нешто друго различно што го мислат. Сега ја да солам памет, не знам, генерал после војна, тоа секогаш сум го мрзел и не ќе ми јас да сум таков. Така што мислам дека ако сакав да се достанам поинволвиран, веројатно ќе бев, ама не икев да бидам нечесен и спрема себе, и спрема
луѓето во компанијата и спрема сите. Колку денес тие политички контакти, врски што си ги имал, значи си се движел и по светот, и во Македонија, си остварувал блиски средби со луѓе со кои што се врзеш и на лична база. Колку таквите контакти помагаат понатаму во бизнисот? Па помагаат се. Во Македонија не толку, ама мислам дека поприлично уште од млад почнав да шетам надвор. Касно почнав, на некои 18 години, што сега прв пат излегов од Балканов. Ама после па не се прибрав, што сега. Не е само политичките контакти, нетворкингот, генерално. Нетворкингот, не као политика ли? Нетворкингот е многу важен. И не веднаш дава резултати. Не веднаш дава резултати. Кога сте помлад и пониискусен, колку и да мислите дека можете се и каква разлика има и така натака, така и ја размислував тогаш. Не можете да направите некои работи, можда заради тоа што луѓето ве гледаат поинаку. Знаат дека немаат толку искуство, доаѓа некој се ипак 20 кусур годишен. Не може така. Но тие некои контакти, луѓе што сум ги запознал по разни линии, пред 20 години и повеќе, денеска гледам дека се уште сум во комуникација со голем број нив, се работи за луѓе од цел свет, да прилично помагаат во било шо, па и во бизнисот, за минимум остварење контакт, добивање информација, што во бизнисот, последно на бизнисот е многу битно. И пак ќе кажам, многу ми се тие поважни што се надвор од држава, и денес ме користат поприлично, отколку тука локално. Сега, фала Богу, и нашава компанија ништо не работиме тука, ниту намераваме да работиме во Македонија. Но да, нетворкингот, луѓето што ги запознаате цел живот, не денеска. За 5, 10, 15 години, многу ќе ви значат. И сега си во компанија која што во IT секторот, во софтверската индустрија. Го водеше министерството кое, дали било половина, треба да ја води таа индустрија. Ти си можда еден од ретките луѓе во Македонија што може да дадат комплетна слика на софтверската индустрија во Македонија, да како и државата ја поддржува таа индустрија, како се развива самата за себе, како работи. Како оценуваш фактот дека таа индустрија во Македонија доста се сведува на некое лом производство, дека мене ми е интересна таа индустрија, ако ја погледнеме бивша Југославија, можда Македонија многу побрзо се разви споредба со една Србија и Хрватска во индустријата, едно време беше испред нив, а денеска имате во Србија и Хрватска имате сериозни брендови со сериозни производи позади себе, а во Македонија се уште некако работиме за светот. Целосно согласувам со ова што го кажавте, тоа мислам дека ние и ќе не биде проблем. Ја пропуштивме ли приликата? Не, за тоа не е никогаш касно, ама треба луѓе што имаат, пак се сведуваме на амбиција. Потешко е. Многу е полесно да работите аутсорсинг. Помали си профитите? Помали се, но има прилично работа, сега да бидеме искрени. Има прилично работа и не за џабе толку развиена таа индустрија кај нас. И обезбедува и добри приходи и добри плати за вработените, така што не само што не сум против или не да да осудувам, тоа ми се 90% од фирмите кај нас такви колеги ми се и развиле многу здрав бизнис. Меѓутоа на долги стази е многу поризично. И ако го немате вие диверсифицирано клиентската база, веќе ако сте зависни само од 2-3 поголеми клиенти, колку и да тие се можеби најголеми тимиња во IT индустријата, веќе сте во ризик. И еве, сведоци сме последниве, особено година дена, кризата што се случи во IT индустријата на глобално ниво и бранот на отпуштање од најголемите технолошки компании се преслика кај нас. И во голем број од овие IT компании кои што работат само аутсорсинг имаше и отпуштање. Или овие помалите пропадна и така натака. Но сепак има се уште многу работа и се уште и нови фирми се отварат и тоа е добро. Многу е потешко да се направи производ и тоа се прво осмисли, склопи, стандардизира и да се продае надвор. Тоа е ужасно тешко, ама после и добивката е многу поголема. Така да ја стварно ги охрабрувам сите
млади што сега починаат стартапи, па не мора млади, секој што влега у стартап бизнис, да проба да развие некој свој производ пред се. Или карактеристична услуга, не мора да е производ. Некоја услуга што ќе дава директно, нема да работи за некој друг. И не знам, по денешно време многу полесно мислам дека се наоѓаат извори за финансирање на сопствена компанија, отколку што тоа беше порано. Еве ја кога почнав, ништо немаше. Кредит у банка со станот од таткото и по хипотека. Денеска веќе има и јавно достапни фондови, има и приватни фондови кои што многу повеќе се кружат околу држава, не се толку, ајде да кажам, видливи, присутни, меѓутоа инвестираат. Но и банкарскиот сектор е далеку по либерализиран и дава поголема поддршка за стартање бизнис. Не е како што треба да биде. И далеку е од она што се случува во, не знам, Западна Европа или во Америка. Многу е поконзервативен, но сепак постојат опции и можности многу повеќе отколку порано. Така да денес како имате добра идеја, добар бизнис план, решеност нешто да направите, мислам дека со малку повеќе посветеност може да најдете и финансирање. Сега пошто ја водам фирмата и во Белград на Max System, ова ми е многу видливо што го кажавте. Таму се појавија голем број на продукт компании кои што направија бум огромен. И некојаш од најлудата идеја се стасува до огромен успех. Таму има во Белград компанија од областа на, сега да не споминјам име, на гейминг индустријата, кои што почнале како и секоја приказна во IT од гаража, сега некој во Белград, кои што денеска имаат едни од водечките компании во таа индустрија со собствен бренд, со собствени производи, не е работата не за некои други. Слично и со технологии што денеска ги користиме, не знам. Не зборуваме сега за Србија, зборуваме за Viber, почнате во некој од балтичките земји, се не текнува која беше, како беше приказната, па го направија тоа што е, па го продаде на јапанците, значи. Ама тогаш што тоа изгледало како некоја луда идеја дека ќе прават апликација некоја за комуницирање преку интернет, во кое време кога бродбенд интернет немало, берувале тоа, вложувале во тоа, наоѓале очигледно финансиери за тоа и ете успеа да го продаат тоа. Така да мислам дека тоа малце на младиве треба да им го повеќе всадиме таа некоја визија за успех, дури да е луда идеја. Зашто гледате го и Илон Маск, он не бил богат човек. Он наоѓа финансиери за своите проекти. Најголемите денешни компании во светот се луди идеја, Амазон е една тотално луда идеја. Така, исто жара да прави. Они нашле финансиери. Они не може сами да си го финансираат, односно да го пораснат до тоа ниво до кое што е сега. И на различни начини во денешен свет. Дали Македонија као систем, како држава може да им помогне повеќе на младите луѓе? Затоа што еден млад човек кој што е и ти си од техничките науки, кога си почнал да работиш, ги знаеш, имаш техничките знаења. Ама дали ги имаш софт скиловите кај што како треба да се финансира, како треба да се продаде, може да го имате производ, не ви го знаат. Така. И може имате луд производ, ама ако луѓето не го знаат, денеска е маркетингот е све. Така е, така. Не само тоа, него треба да се познаваат потребите на пазарот. Треба да се имаат конекциите. Не знам, од аспект на колку ни е чергата, а не е нешто многу долга, мислам дека има релативно во рамките на можности некаква, ајде да кажам, коректна поддршка. Дека треба и може повеќе, особено во овој дел soft skills, не е само не знам, дај му ги парите на стартапот и бркај работа, него после треба некој го следи. И сега, колку имаме ние капацитети за тоа е друго прашање. Луѓе колку имаме, што знаат таа работа. И второ, ја тоа го викам, ние многу често се фрустрираме за многу работи што не се во ред кај нас. Треба да сватиме дека ние не сме ама сме втора, трета најсиромашна земја во Европа. За се што се случува, односно за да добиете квалитетна услуга, а за да имате услуга, за се треба пари. Имаме несреќа дека сме
и историски сме поминувале низ тоа што сме поминувале и кога ги немате парите, вие можете да имате најдобра желба и така натака, ама кога нема тоа, случува да се плати, џабе. Ние пак ќе се вратам на онај на дел со во јавниот сектор. Се прават во Европа секоја година испитувања на задоволството на граѓаните од услугите што ги добиваат од државата. Најзадоволни се луѓето во скандинавските земји. Добро, и ако видите колкав број на луѓе вработени, процент на вработени во јавниот сектор во споредба со вкупниот број на вработени во државата, ние кај нас мислиме дека има превработеност. Не, ваму е најголем. Значи, кај беше, дали беше Данска или Норвешка, се не ме држите за збор, кај што беа најзадоволни луѓето од услугите што ги биваат од државата, околу 30% од вкупниот број на вработени беа вработени во јавниот сектор. Ама што значи? Што го платат. Ние овде ги имаме повеќе од колку што треба, ама не се добро платени. Што го ги имаме? И не можеме да добиеме квалитет заради тоа, ако луѓето не се мотивирани да на крајот не се сите кои ги завршува, треба да јат дома да не се зајадени. Иако е битен фактор од тоа ако они се мислат кога ќе завршат со работа како да однесе дома јадење или е нервозен заради тоа што не може нешто да се основните животни потреби ако не се задоволени нема ни задоволство. Ја тоа викам. Не знам, не е едноставно, ама и особено кога немаш пари. Ама треба да се идентификуваат некои критични сектори и да се реши дека таму ќе се инвестира. А на друго место не. И се има свој во IT индустријата веќе невозможно вие да добиете да вработите човек во јавен сектор што е IT. Готово. Не постои таа работа. Во било која компанија ги му дават поголема плата. Во ред, тоа сме дозволили да се случи, така е, нема враќање назад. Нема решение за тој проблем, у цел свет нема, па нека нас. Ама наставници, доктори, суди, ако сакаме да се квалитетни и некорумпирани, треба да ги платиме. Денот, јас тргнав на некои постдипломски студии во Англија, што не ги дозаршив, ама ги поминав предавањата и после се фатив со бизнисов и толку беше. Еден од професорите ми беше пензиониран, поранешен, адекватно на тоа, председател на судски совет на Шкотска. Лорд некој, И, окей, држи предавање, сега ние поставуваме прашања, добро, викам, како се борите вие со корупцијата во судството во Англија? Вика, види, јас кога в студија имав 10.000 фунти плата, сега имам 7.000 фунти пензија, и вика, ние помеѓу себе, најмногу се контролиравме судиите помеѓу себе, затоа што вика, имав социјален статус на полубог, пошто не се многу судии таму. И секој што ќе слушнев колега дека прави нешто сумњиво, ја прв го пријавав затоа што ми го згрзуваше мојот статус и интегритет. Ама основното е вика дека бев добро платен. И не да ги изгубиш тие услови. Не ќе ги ризикува. И ни кажуваше исто, приказна на почетокот на 90-ти години го пратиле во некои од бившите советски републики да помага во реформата на нивната судство на Шојвик, отидовме таму, не сеќавам која земја беше. Стасуваме, седевме на состанок, што се проблемите, тоа се проблемите, она се проблемите, вака се. Добро, ајде вика ќе одиме на ручек, ајде вика на на ручек. Ги прашуваме колку имате плата? $250 вика. Лошо, добро. Се минуваме вика доле да идеме на ручек, кој влезе у BMW, кој у Мерцедес, кој сите јасно вика, што веќе да зборувам. Ама и не, да мислите дека Шкотиве не би го правеле тоа. И исто би се случило. Само што сватиле дека имаат многу повеќе можности, може да ги финансираат сите сектори доволно за да ги спречат овие работи. Така што треба контрола, треба механизми, ама за многу работи треба и сепак средства тоа се финансира, особено ако сакаме поквалитетни услуги, што не значи дека треба да кажеме па добро тоа е. Напротив, многу работи може да се подобри и со ова што сега го имаме, само малце мораме да се, не можеме се. Не можеме да правиме и IT индустрија, и земјоделие, и не знам, фармација, не може. Значи треба фокус на државата. Треба. Па го има ли тој фокус? Не. А зошто не се случува тој фокус? Си бил внатре во тие структури. Тешки се, знаете како, да се донесе одлука дека нешто треба да се скрати, многу е тешко. Значи пак е кај одлуките проблемот. Па да.
Пак е одлуките. У личниот живот може да приватниот живот ти ги донесеш одлуките полесно, ама. Да. Кога си на таква позиција. Апсолутно. Апсолутно. Производите во IT секторот во Македонија ги има, но ги имало и претходно. Затоа доказ е Max System. Компанијата во која што денес за целиот Балкан си генерален менаџер. Така. Каков продукт има Max System? Кој е креаторот на тој продукт? А малце луѓе знаат дека уствари ова е баш македонски производ, ајде да кажеме. Сега и изворно, но и после, да кажем, целиве ние оваа година ќе славиме 40 години од постоењето на некаде во април ни е 40 годишнината од формирањето во 1984. Фирмата е формирана во Париз, но од страна на македонец. И тоа е тој што го фактички прави првиот код за едниот од производите. Кој што денеска има десетици милиони редови код и е гломазен и голем. Ама ете дури таму на почетокот на 80-тите години, тогаш млад во странство, македонец успеа да направи производ, но производството го лоцира овде и фактички умот доаѓа од овде. Да, тука се и луѓе кои што си од другите наши компании, изборувам тогаш, на почетокот не биле толку. Денеска сме дел од голем интернационален конгломерат, Max System е дел од Carlyle Group, што е вториот најголем светски инвестициски фонд. Имаме компании во Париз, во Брисел, во Мадрид, во Чикаго, во Ваљадолид, Франкфурт и овие две во Белград и Скопје што ги водам. Ама развојот и истражувањето, техниката е овде на Балканов. И јас сум особено горд на тоа и беше еден од мотивите зашо и се решив да одам во Max System, пред се затоа што се работи за наш бренд, наш производ кој што се пробил во светски рамки една многу специфична област. Значи ние имаме што произведуваме? Имаме три главни производи, тоа се софтвери за трансфузиологија, за трансплантации и за генетски терапии. И една од, денеска можеме да кажеме, дека една од три трансфузии на крв во светот, значи 1/3 се одвиваат, се менаџирани од некој од нашите производи. Значи е најраспространетиот производ во светски рамки за таа една прилично специфична област. И сега, не знам, мене ми е интересно сега логово знакче на компанијата е главата на Александар Македонски. Мак е заради Македонија, ама ретко кој го знае тоа. Зашто ипак, нели, на странски јазици, Македонија и слично на било кој странски јазик, Македонија, како ќе кажат Мак, ретко кој го поврзува тоа со Македонија. И кога влегов во компанијава, некако нема ни ја влегов со промената на собственоста, значи од кога Carlyle Group ја превзема компанијата во 2020 година, фактички тогаш ми даваат понудата, јас со нив влагам. Некако најдов атмосфера дека не многу имаше амбиција да се знае за тоа. Они си го направиле производот, си го работеле, си функционирало секако што треба, одличен бизнис направиле, огромен, го продале на вториот најголем светски инвестициски фонд. Меѓутоа во овој дел некако не многу бевме познати, не сме ни сега. Ја мислам дека пошто и не работиме овде, не е мал е пазарот за нашите производи тука и воопшто немаме амбиција да работиме. И некако тоа ми дојде баш да се поклопува со она што го зборам цел живот, дека производ е наше, од овде е, и успеал во светски рамки. И ете успеаме, пак ја кажам, и од денешен аспект уште повеќе да го развиваме, зашто треба дополнителни инвестиции. Затоа е влезен инвестициски фонд кој што многу инвестираше во нови луѓе, во нови технологии, нови пазари на крајот на денот. И секогаш мора да се напредува, секогаш мора да се иновира, секогаш мора да се менува, нонстоп нешто ново да се воведува, особено во технологијата, за да може да се успее. Ама да, во право сте, се создавале уште на времето озбилни македонски IT производи, има и други, не е само овој, значи да бидеме коректни. Постојат неколку македонски брендови кои што од IT индустријата кои што одлично функционираат на страна, ама ете има примери кои што покажале дека тоа може се направи. Так. А мисијата на Max Системи, нели,
имаш едно мото дека уствари се спасуваат животи, нели? Глобална мисија. Сега, што поточно уствари во Македонија и во Србија е вашата функција? Менаџирањето на луѓето е една од ставките, но кои се другите работи кои што покрај таа работа ја имате вие? Две функции, да кажем, јам. Едната е генерален менаџер за Балкан, каде што ги водам фирмиве и тука, нели, се грижиме за условите, вработените се зголеми бројот на вработени за дупло од како дојдов, значи треба се најдат и луѓе, се регрутираат, да се задржат постоичките и слично. Че се направи еден сосема нов тиминг концепт на работа, а втората позиција ми е директор за стратешки клиенти на глобално ниво е тоа. Нас седишто ние во Лондон, и сум дел од тој менеджмент тим, ама сум овде, не се селам, чим до сега не сум се преселил, нема да се преселам од држава. Каде што фактички што ми е задачата на оние што се најголемите стратешки клиенти, треба да им да направат апгрейд кон најновите технологии. И за што зборуваме во моментов. Ако порано ние нашите производи сме ги продавале и инсталирале на класичен модел, како што порано сите софтвери се правеа, че сме продавале лиценца и сме имале годишно одржување за тој софтвер. Сега сме веќе станати стратешки партнери на Амазон и со AWS, со клаудот на Амазон, соработуваме и ги префрлуваме нашите најголеми клиенти на клауд и веќе нудиме комплетно менаџирана услуга. Значи, не се занимаваат нашите клиенти со купување на сервери, со одржување на сервери, со cyber security, па и со IT кадар, со кој што исто и они тешко го наоѓаат, тоа се сепак медицински установи, не се толку можности, секаде во светот така, да најдат соодветен IT кадар. Увидовме дека потребата на пазарот во глобални рамки е да верува на такви во нашата област, сепак сме технолошки гиганти кои што ќе може да ја превземат целосно одговорноста за функционирањето на нивната IT околина. И фактички тоа го правам сега и за среќа имаме уште стотина клиенти кои што тоа треба да правиме, значи има уште многу работа. Но и пак ќе кажам, требаше претходно поприлично да се организира работата, да се направи тој технолошки чекор, тој технолошки напредок. Нормално, не сум јас тоа што го водев. Имаме и тука луѓе, имаме и луѓе во централата во Лондон кои што особено го водеа и заедно го работевме тој процес, меѓутоа прво моравме, што се вика, се затвориме година и пол внатре. Ние дури па и скоро и да не се повлековме од пазарот. Односно, не продававме повеќе од тоа што не беше клиентската база, затоа што работевме на сериозен технолошки напредок на производите. Да, денеска излегуваме со нешто што никој друг не го нуди во оваа, сепак специфична индустрија, во која што не е дека немаме конкуренција, има уште некои компании кои што имаат значително помал, но сепак успех во глобални рамки. И тоа ни една не го нуди ова. И ние сме пионери во оваа област, како што сме биле пионери во 84-та, 5-та, 6-та, почнал да се создава софтверот, така и сега сме први што го нудиме ова. И тоа многу им олеснува на нашите клиенти. Можат да се занимаваат со нивната кор дејност, тоа што е суштината на нивното постоење и работење. Да се занимаваат со квалитетот на донациите на крв, со квалитетот на крвните продукти кои што ги создаваат, било ставате за крв, плазма, други ние ги кажеме човечки производи, ама тоа е што се користи, или со истражување за генетски терапии, наместо се занимаваат со серверот, безбедноста и слично, целосно ни го оставаат тоа на наша страна, но за да и ние тоа можеме да го понудиме, особено на вакви институции кои што се критична инфраструктура во овие земји, тоа се крвотоците буквално на овие земји. Нашите клиенти се фактички централните банки за крв, центри за трансфузиологија во земјите во светот. И секаде сме присутни, од цела Северна Америка, цела Западна Европа, Австралија, Нов Зеланд, пола Африка, Азија, секаде има. Бразил, немам појма. Прилично
е одговорна работа и да, го што викаме мисијата ние спасуваме животи, да, ние им овозможуваме на овие луѓе технологија, но сега веќе и ресурси, односно го ослободува нивното време за да може многу повеќе да се посветат на што им е основната работа. Наместо да се занимаваат со други работи. Така што тоа е, да кажам, мојата задача во компанијава, прилично ми е интересна. Не знаев ништо за трансфузиологија пред да дојдам во МАК и тоа го кажав уште на првиот разговор кога го имав со менеджментот на Каравал, кога некој не знам зошто правите муавет со мене. За не ве разбирам, ама добро се сте дошле. И тоа објасни дека не е тоа целта, дека треба да се направи организација, дека има луѓе што го знаат тоа и што го терат тој дел. Од денешен аспект мислам дека и превише знам. Мислам дека можам и дури да извадам, да сепарирам плазма од крв, знам како се прави. Ама добро, тоа одеше случајно и со текот на времето. Така што тоа е тоа што го прави МАК денес. И да, еден мислам извонреден пример и за луѓе што почињаат со стартапи денеска, знаат дека и не било лесно. Ја не знам како било, значи тоа требало време. Денеска збориме 40 години подоцна. Не е тоа така преку ноќ. Така е. Сега еден од најголемите предизвици денес во IT индустријата е да се најдат правите луѓе, нели, кои што ќе работат за компаниите. Кога беше регрутирањето, спомена дека нели пораснале капацитетите, се вработувале нови луѓе. Дали образованието или карактерот на луѓето мислиш дека е померливо кога се бира прав човек за двете, ама побитен е карактерот. Зошто мислиш така? Особено во фирми како нашава, каде што сме продукт компанија, имам искуство со луѓе кои што тоа им е прво вработување, доаѓаат кај нас да работат директно од факултет. Нивниот пристап кон работата е многу по-отворен, повеќе се приемчиви за тоа што им го кажувате. Кога ќе дојде кај нас, и сега не е проблем на луѓето, ама тоа е сепак се работи за специфични производи. Кога дојде кај нас многу искусен или поискусен програмер, малце има повеќе проблем да се навикне на овој начин на работа, зашто пак како што зборевме, претежно доаѓаат од аутсорсинг компании. Кај што денес работиш на еден проект, утре работиш на друг проект. Денеска гейминг индустрија, заутре бетинг индустрија. Овде е продукт. И сега тој има развоен пат. Прво мора да го научи производот. Не го знае. Колку е да е он искусен програмер, он мора да го научи производот. Тоа трае, затоа што десетици милиона редови код рековме, така не е тоа едноставно. Па после од кога го направи тоа, тек треба да почне да влезе у шема што се вика да го ради. Не секој е отворен за таков тип на пат во кариерата кога веќе си стасал во одреден момент. И затоа многу ни е битен карактерот. Да е позитивен лик, да е отворен, да може да прима сугестии, но и да ги учи помлади, значи да е спремен да го предава своето знаење и искуство. Тој дел ни е многу битен, затоа што не знам. И сега генерално ние сите у нашава индустрија IT поинтровертни личности сме, морам да кажам. И ако го немате онен дел на осет за соработка, за комуникација, и особено зборам кај поискусни за предавање на вашето знаење на овие што доаѓаат млади, тоа не е проблем. И затоа мислам дека во последно време особено многу повеќе предаваме важност на ова второво, зашто за првото за техничкото знаење знаеме дека го имаат. И тука ќе ги научите. Да, или го знае, или ќе го научи. Тоа се учи, не е проблем. А ова е многу потешко. Или го Од каде доаѓа карактерот? Знаете како? Мајндсетот. И од околината. Зашто имаме луѓе кои што еве ја ги сретнав кога дојав фирма пред 3,5 години беа прилично затворени ликови. Денеска друго е. Ама најмалку има врската со мене, него почна да доаѓаат други луѓе, се направи друга некаква структура, вамо тоа сменето е. И правиме истражувања нонстоп на задоволството на вработените.
На секој како е, на 6 месеци се мери тоа. Доброволно е, анонимно е, немаме појма кој што збори. Но имаме доста добар одзив, 70-75%, значи не се обавезни да мора да одговараат. Во постојан сме раст, се зборам тука на Балкан, особено во последно време некако прилично е голем растот на задоволство на вработените. Се, што сме направиле? Ништо специфично зборувам за лани, ама мислам дека се создаде на поголема екипа, малце, со текот на времето, не постепено. Мислам дека тоа е битно. И на мене се зборевме преска и за почетоците. Мислам дека најголемо влијание за тоа како размислувам денеска влијае средното и факултетот. И изложеноста, кажав, доста шетав на свет. Мислам дека големо влијание има, зашто такви средини беа некако и амбициозни, но и отворени. Баш некоја, мислам дека огромно влијание има на мене. Така и сега, средина, да мислам која што си, најмногу влијае. Имав среќа да се паднам што се во такви средини, па, нете, ако си во некоја друга средина, не имаш можност да порасне. Мислам, да пораснеш и во кариерата, се зборам. Нема правила, ама ако живеете во место каде што нема толку луѓе, помало е, нема социјален живот, не може никога како да запознаете луѓе. Многу им е потешко на тие луѓе се пробијат во животот. Успеваат, ама со многу повеќе мака. Колку компанијата им помага на луѓето да ги развиваат тие скилови кои што се? Кај нас да, многу се внимава на тоа. Организираме и обуки, и разговараме нон-стоп со луѓето, и му кажуваме. Кога организирате обуки, тоа се луѓе кои доаѓаат од надвор, ги имате внатре? Од надвор. Значи има стручни компании за тоа, и ги има доста солидни овде кај нас во Македонија. Дури, еве ќе кажеме, со една работа се фалиме, пак не спомнуваме имиња на компании, но тие soft skills обуки кои што прво ги тестиравме на нашите вработени овде, се покажа толку добри да веќе централата во Лондон, на фирмата во Лондон, ги праќа ајде вие mid-level менеджерите на soft skills обука овде кај нас. Да бидат обучени од македонски компании. Да. Значи сега ни доаѓаат колеги од Лондон, од Мадрид, од Париз, овде на обуки у Скопје. И седат тука по цела недела и се обучуваат. И излегуваат задоволни после тоа. Малце скептични се на почеток. Прво затоа што, нели, мислиме дека све знаеме сите, особено па за ова, сега soft skills. Ама излегуваат после, самите коментираат и ова е многу подобро тоа што го очекував и стварно ми помогна и така натака. Така што мора да си има отворен ум за се. И вие кажавте на почеток, најтешко да се прифати промената. Најтешко да се прифати било која промена. За било што, не знам, чашава да ја мрднеме, немам. Ама кога направиш тоа, многу е полесно. Многу е полесно. Првиот чекор е, апропо и мои одлуки во животот, првиот чекор е тежок, треба да се мисли, а после веќе, кога се фати патот е окей. И Дамјан, се, у таа ваша индустрија доста се работи од дома. И другите индустрии се повише го пропагираат тоа, поготово после ковидот, тоа екстремно се зголемо. Колку вашата компанија луѓето може да бираат и бираат да работат од дома? Кај нас има хибриден модел на работа, значи 2 дена е обавезно од канцеларија, а 3 дена работат од дома, со тоа што можат и повеќе. Значи минимум е 2 дена. Сега не сме нешто многу строги од тоа, ама особено ковид го користат тоа право да работат од дома? Да. Дури имавме проблем да ги мотивираме да се вратат во канцеларија после ковидот, каде што се беше он ремоут. А има компанијата потреба да ги врати луѓето во канцеларија? Да, јас сум цврсто поборник, убеден дека не цело време, но барем пол од времето мора да се работи заедно. Дали ќе си у канцеларија или у парк, сега не. Ама ако не ги викнеш у канцеларија, нема да се соберат у парк. Зошто е важна работата заедно? Еве ќе ви кажам на конкретен пример. Значи, една страна теории и вака, така не знам што. Имавме проблем, не знам, со некој интерфейс, немам појма. Во сред корона беше ова, сега кога забрането беше и собирање ваму таму.
И се бореа тимовиве луѓево да го решат, ама така, неколку недели. И доаѓаат кај мене и викаат, слушај, дали можеш да обезбедиме услови, да се собереме некаде со почитување сите, се збориме за 6-7 луѓе, не збориме за 60-70. Со почитување сите протоколи, таму, да видиме, не знам, едноставно не можеме да го решиме проблемот. Дури ова беше нивна иницијатива, не беше моја. Им дозволивме, сеќавам у Белград, отидоа, што поголем дел од тој тим таму беше. И отидоа претходниот ден, сабајлето, не знам, доаѓа 12 сат, ми сјавува тој што е лидерот тој тим, вика, бе, кај да ги носам на ручек? Викам, кога почнем да работи, кога ги ручате? Не, вика, готово. Како готово? Реално, вика, 15 минути ни требаше заедно да седнеме. Значи, тие се они дел од ист тим се, меѓутоа дел се од луѓето во Белград, дел се овде. Они во нормални услови денеска пола се таму, пола се овде. Ако не се од време на време, они никад нема да се цело време заедно. Ама ако од време на време, то цело време ги мотивирам и веќе им стана и навика, се собираат дали тука, дали ве доаѓаат овде, поминат некој време заедно, разменат мислења, разменат искуства, да разговараат за работава. Мислам, пак ја заречат многу поспоро, многу. Ја и сега да не искрен, ние групни конференциски колови, значи еден збори, пола се исклучена камера, кој знае што прават. Ние воведовме правила дека мора да ја уклучена камерата, ама кој си куца некој друг мејл, кој си прави нешто друго, не го гледаш ти на екранот што. Нека е нас фирма секаде. Така што ворете тоа до одредена мера, но многу е поголем фокусот. А успевате ли да ги привлечете луѓето да се вратат во канцеларија? Физички да бидат присутни? Не се, правило е. Да? Само е присила или компанијата прави уште нешто плюс за да доброволно они да посакаат да? Во IT индустријата веќе е смешно што правиме. Отиде во други екстреми. Ја давам детали, ама многу поволности имаат вработените во нека нас, во IT индустријата, и повторно и тоа не е доволно. Нема врска, значи има некои луѓе кои што едноставно сметаат дека не е ефикасно да доаѓаат во канцеларија. Има луѓе кои што обратно, не знам, ја одам секој ден. Ја не можам да функционирам од дома, имам од кај да функционирам. Можам во дел од денот, не е проблем. Можам ако морам дента нешто. И сум го правил и тоа. Во короната го правев, тоа моравме сите го правев. А ја не можам едноставно. Има и други луѓе што се такви кај нас во фирма, така да нема правила, но да бидам искрен, ако не го воведевме како правило, немаше да го почитуваат сите. Сега зборам со колеги од исто менаџери од IT индустријава, кои што немаат наметнато строго правило во своите компании, имаат проблем. Луѓето не им доаѓаат или ретко се појави еднаш. И тешко им е да менаџираат. На крајот на денот се држат канцеларии, а не се користат. Пак ќе кажам, ние имаме безбедуваме и бенефити, не знам, храна, здравствено осигурување, вамо таму свашта. Нели сега модерно е као големи технолошки компании, не знам, игрици, вамо таму нешто. Лаунջ, простори, не е тоа што ги привлекува. Значи, ако он не верува во тоа, па како што треба ги да веруваат во тоа. Не јажете со сила, кај нас е така полу на сила, ама пак ќе кажам, не сме па многу строги во контролата на тоа, генерално се почитува, значи луѓето се сепак коректни. Не е дека не знам, не се почитува, морам да кажам дека генерално се почитува, има некои нормално кои што од објективни причини не секогаш се во можност тоа го направат и окей, имаме разбирање. Не како, на крајот денот, ако сите се почитуваме меѓу себе и сме коректни, не е проблем. Завршува работата, окей, така да мислам дека све. Самиот спомна дека одреден период компанијата доста посветила време на иновациите, да ги иновира производите, да ги апдейтира производите, нели? Негде пак тие психолозите имаат некоја дефиниција дека иновација е кога одредена група на луѓе перманентно се среќава на едно место за да се случи иновација. Прашањето е како ние како човечанство комплетно ќе продолжиме со иновациите ако секој седи во својот дом. Да, јас се согласувам со таа теорија. Стварно мислам дека не знам, умовите треба да се соберат на едно место за да се фокусираат пред се на разговорот, не на нешто друго.
И тоа одење во Белград викаш за 15 минути го нашле решение. Да. Што не за џабе и кога се најголемите научни откритија, никој не седел сам да ги направи, и сега се собираат тимови на експерти за да најдат решение за одреден проблем. Никој не го прави тоа само дома или па онлайн. Има до одредена граница. Одлични се можностите што ги дава денешна технологија, ни помогна многу и се уште ни помага. Значи, зборуваме за некои работи треба, но денес ние можеме да собереме екипа од цел свет во рок од 15 минути и да сме заедно и да решиме одредена работа. Така си има и тоа своји предности и затоа сметам дека треба и двете работи да ги користиме, а не само експлицитно едниот начин или другиот начин. Тоа пробавме и до сега мислам дека успеаме да го спроведеме и во Max System. Колку Max System ја имплементира вештачката интелигенција во своето работење? Сега се уште не, затоа што ние сме многу строго контролирана индустрија. Нашите производи се одобрени, сертифицирани од страна на FDA од Америка, но и други меѓународни и национални институции за стандардизација и за регулација. И тоа не прави поприлично, да кажем, па и конзервативни во введување на некои вакви екстремно нови технологии. Сега кога зборувам дури за ова клауд технологијата што го введовме, ние повторно моравме и поминуваме низ процес на ресертификација на производите низ сите овие меѓународни организации или институции. Вештачката интелигенција особено е се уште во зачеток и ретко кој ја користи во некоја индустрија конкретно, значи уште е во фаза на експериментална употреба, но веќе размислуваме. Значи имаме неколку сценарија во кои што сметаме дека можеме да ја употребиме. Мислам дека ќе помине многу долго време во нашата индустрија, во областа на ние се водиме како значи софтвери, се нашите производни се водат како инвитро медицински уреди. Така сме регистрирани и во FDA, in vitro medical device. Ќе помине многу долго време дека нема да може дека ќе можеме тоа да го користиме со нивно одобрување. Значи сега можеме само да експериментираме. И ние особено мислиме дека потенцијално би можеле да го користиме како копилот на нашите програмери, значи чисто на паралелно програмирање и споредување на резултатите. Но пак ќе кажам, во нашата дејност особено е важно крајното тестирање и валидација на се што ќе направиме. Не од наша страна, туку од страна на самите клиенти или од страна на некој регулатор, во зависност од што се станува збор. Така што тој дел да го видам во релативно блиски иднина дека ќе се сврти кон вештачка интелигенција, не гледам. Што не значи дека пак ќе кажам ние нема и веќе размислуваме, веќе имаме некакви и планови што ќе правиме. Меѓутоа тука кај нас и етичкиот момент. Значи проблемот со вештачка интелигенција е дека не е регулирана се уште. И пак ќе кажем има еден етички момент генерално, не само за нашата индустрија. Во вештачката интелигенција, односно вештачката интелигенција соочена со одреден проблем или избор, таа ќе го реши проблем или ќе направи избор. Но не е секогаш етички да се направи било кој од двата тие избори, затоа што и двата се лошо сценарио. Така што некогаш е подобро и доста читав на оваа тема последно, не сум ја експерт за вештачка интелигенција, далеко од тоа. Некогаш е подобро да не се носи одлука во одреден момент и да се пушти да се види како ќе се одвива сценариото само по себе. Господ да ги донесе одлука. Па ја не верувам во него, ама луѓето ги донесат одлуките. Баш луѓето ги донесат одлуките. Отколку таа вештачка интелигенција или сама се случи нешто како што треба да се случи, нема поја. И тоа е разликата, дека вештачка интелигенција се уште нема. Али колку она ќе влие на развојот на човечанството? Колку ќе ги промени нашите животи? Некој твој лични размислување сега, никој не го знае тоа. Ја викам, интернетот го промени нашиот живот скоро на ист начин како што го промени електричната енергија, струјата. И ова никој не може да предвиди, никој не може да знае,
секогаш на почеток има скептици, па сега ја бев скептичен во мојава индустрија, може ќе ме побие скроз што ќе се случи во следниот период. Ама мислам дека многу ќе влијае. Сега овие анализи кои работни места ги оставя, никој тоа немаше го знае. Животот, бизнисот ќе си го направи своето, но јас не се плашам од воопшто не само од вештачка интелигенција, туку нови технологии, зашто луѓето викаат абе тоа ќе укине многу работни места. Да, но ќе создаде многу работни места. Зашто на крајот на денот луѓето се многу креативни. Што сме создале ние сите во светов. Се дојде до ова ниво, ние сме прилично креативни суштества. Ќе најдеме што ќе правиме. Вештачка интелигенција да ќе превземе некои работи, но ќе се измислат некои нови работни места, индустрии, бизниси кои што денеска не постојат и не можеме да ги претпоставиме дека ќе постојат. Така што ја не сум воопшто уплашен од тоа. Сум голем фан на филмовите на Терминатора, но не мислам дека тоа ќе се случи. И мислам дека треба да ја прифатиме технологијата, исто како што сме ги прифатиле претходно технологиите, видиме како можеме да искористиме повеќе, да држиме под контрола, изрегулирана и така натака. Ама дека таа само ќе ни помогне уште една алатка, која што ни го леснува животот. Инаку сите, мислам, знаат луѓето да велат порано, сега веќе не толку, дебатата која беше социјалните мрежи, позитивни или негативни, што добро, тоа се една алатка. Секоја алатка може да се искористи како оружје. И книга која е голема, која удри некој по глава, ќе ви убие. Не е до алатката, до човекот. До неговата намера. Во што ќе ја користи таа алатка? А иначе и маса е оружје. Така. Добро. Да. Раскажав уште една многу интересна приказна. Дамјан, ти благодарам за времето, за честа што беше тука со нас, што ни дозволи да раскажеме на доста различна приказна од сите претходни што ги имавме. Морам да признам, ја прв пат ваква приказна раскажем, обично била така по-официјална и на други теми или била по-фокусирана, да кажем, ова беше прв пат вака баш да раскажем приказна. Целта на сторителинг е управо тоа да ги прикажеме животните приказни на луѓето од една страна, од друга страна паралелно со тоа да ги прикажеме приказните од професионален аспект и да инспирираме некои луѓе да си го преземат животот во своји раце. Затоа што каде ќе биде оваа наша Македонија, се дотакнеме до тие теми, нели зависи од секој од нас поединечно. Апсолутно. Ви благодарам на поканата, навистина интересно искуство. Реков прв пат на подкаст и прв пат еве на сторителинг. И ми беше пријатно. Благодарам. Се надам дека во иднина ќе имаме прилика пак да разговараме, ќе се развива и оваа твојата приказна, па ќе за некој време пак ќе седнеме да видиме како се одвиваат работите, а и како се остваруваат овие твои предвидувања, нели? Да, или па можда тие 7 години може ќе има некакви промени интересни. Да. Ќе холограм тука место мене ќе седам нека друго место. Така, благодарам и од мене. Благодарам ше наш. Приказни да продолжуваат. Наскоро следи уште поинтересна приказна. Благодарам. Благодарим.